Ова е приватната болница Шендети во Мала Речица Тетово, инвестиција на брачната двојка Адил и Сехаре Мустафа. Во 2001 Али Амети од ДУИ и Бранко Црвековски повикаше на пелчалбарите да дојде да инвестират во Македонијата, да го развијат Македонија. И ја прифатив да дојдем да инвестирам. И 2002 почнав во Тетово Мала Речица болница објект 8 спрата, околу 5000 квадрати. Болницата никогаш не проработе. Проблемите почнале кога доктор Адил зел банкарски кредит од 1.650.000 евра од Унибанка да ја заврши опреми болницата. Но докторот вели дека банката не го испочитувала договорот. Ми беше одобрен 650.000 евро. Барав 1.650.000 евро. Болницата била ставена под хипотека, а тој престанал да ги уплаќа ратите за искористениот кредит, зашто банката не го испочитувала договорот. Банка после ми бараше мито, не ми пушташе пари, каже да добиеш 1.600.000 мора да даеш. И главниот директор од Бугарија, Кралчев се зовеше. И одев кај минограшницата и барав снимак. И го зедов во CD и ја почнав да се буним, барав парите да ми се враќаат назад. Не ми треба 200, не можам да го реализирам проектот. Тие ме убедија дека ќе ми пуштат други пари и помина 5-6 месеци пак не ми пушташе пари и ја со таа CD одив со овој представникот од Тетово кај Унибанка и му го пуштив снимката. После се собира сите, Кралчев, сите како бара пара и каже докторе ајде да се договориме оваков, да го скршиме, да го уништиме овој CD, еве ќе ти пуштиме пак пари. Директорите го убедиле инвеститорот гинеколог да не тужи со тоа што нашле нивен VIP клиентот Прилеп, кој ќе се обидел преку бизнис план да ја спаси болницата, но тука уште повеќе заглавиле. Во момент кога требаше да се активира хипотеката на болницата, всушност ние требаше болницата да ја оживееме и да ја вратиме назад со давањето на позајмиците кои што ми даде како кредитна линија мене. Кога требаше да се одобрат први побараните 600.000 евра, банкарите не оценија ни кажа дека нема да добиеме 600.000 евра, туку ќе добиеме позитивна оцена од 1.000.000 евра нов кредит, меѓутоа 400.000 евра да ги вратиме назад во банката по основ на мито, корупција и слично. Поминавме низ тежок период каде што и двајцата успеевме да некако да се согласиме со доктор Адил да таа сума од 400.000 евра биде всушност 200.000 евра, да ја намалиме на пола, а за тие 200.000 евра всушност од банката па да добиеме куќа, која што претходно е за главена во банката заради промаршени кредити на трети лица, на четврти во ситуацијава, и ние треба да ги испериме промаршените кредити на банката. Банка не смел да дава негативен пласман кога е под судска постапка. И ја од банка барав пари, не да ми дават негативен пласман. Унибанка побара од нас да овие пари всушност ние ги испериме преку различни трансакции, преку други фирми и повторно да се вратат назад. Затоа што доделувањето на пари од банка во фирмата, првата фирма, всушност болницава, истите враќање назад е видливо од авион. Трансакцијата може да ја види секој, и Народна банка, и првиот инспектор кој што дојде контролира банката. Меѓутоа, кога парите доаѓаат во болницата и од болницата излегува по некаков основ, било каков, веќе тука контролата завршува од Народна банка. Банката е чиста. Обвинителот Сашо Рајчев еднаш ја отфрлил кривичната пријава. Вишото обвинителство му го укинало решението на обвинителот. Рајчев тврди дека потоа биле направени проверки, испитани сведоци и оштетени и било изготвено вештачење. За вештакот пак е поднесена кривична пријава. Вишото обвинителство ја потврдило втората одлука на обвинителот. До Унибанка испративме прашање и барање за интервју за случајот. Одговорија дека наодите се неосновани и дека институциите во Македонија потврдиле дека банката работи законски.